во последниве неколку месеци има толку многу лажни информации кои што циркулираат по социјал медија и работи кои што треба 5 пати да ги провериш пред да им поверуваш. И има многу малку во суштина луѓе и организации кои што ги проверуваат овие факти, меѓу кои што е и Мета МК. Ќе ви ставам линк и можете тука да видите. Меѓутоа, мислам дека има една работа, една фраза која што ја слушаме секојдневно, а е тотално погрешна, тоа е социјална дистанца. Не треба да држиме социјална дистанца, треба да држиме физичка дистанца, треба физички да бидеме оддалечени. Меѓутоа, социјално можеме да бидеме поповрзани од било кога. Имаме толку многу начини онлайн како да се поврзаме со другите и буквално и од различни страни на планетата да сме, повторно да се чувствуваме како да сме во иста соба. Во ова видео ќе ви кажам неколку начини, идеи како да се социјализирате во текот на физичкото дистанцирање. Првата идеја е наедноставна, а тоа е испите едно кафе со пријателите на камера. На Skype, на Messenger, на Viber, на Zoom. Има еден куп различни апликации, различни начини како можете да се видите на камера со луѓето. Секоја скоро сега апликација има опција за видеочат, видеокол. Муабетот е ист, кафето ќе си го направите дома по ваша желба и нема се жалите зашо шанкерот ви го утнал. Друга работа која што јас лично сега ја открив се онлайн игрите, онлайн друштвени игри. Од типот на "Не лути се човече", играв пред некој ден со другарки, едната дури е и во Америка, па игравме. Исто така има Uno апликација која што можете да играте со некого и да бидете дури тим, да се надпреварувате со други луѓе кои што во моментот играат од цел свет. А исто тука спаѓаат и онлайн геймерските игри, така ги викам, за кои што ја немам појма, ама верувам дека многу од вас играат. Освен онлайн друштвени игри, можете да играте и друштвени игри во живо, со вашите домашни, значи луѓето со кои што се гледате секој ден и мислите дека се социјализирате со нив, меѓутоа квалитетно поминато време со нашата фамилија, всушност многу ретко поминуваме вакво време. Значи да седнеш, да си направиш муабет, да се насмееш, да пуштиш музика да слушаш, да играш, не знам, Монопол, карти, "Не лути се човече". Јас со моите игравме и карти и Монопол после години. Не памтам кога било последен пат да сме играле Монопол дома или да сме поминале толку подолго и квалитетно време заедно. Тука паѓа шали, се смеевме и баш се дружевме убаво. Сега, доаѓаме до нешто за кое што најчесто викаме немам време јас за тоа. Тоа е уствари да исконтактираме со луѓето со кои што сме изгубиле контакт. Имаме пријатели кои што едноставно одамна не сме се чуле со нив и можеме во ова време кога сме дома и кога имаме слободно време да исконтактираме и да се чуеме повторно, да стапиме повторно во контакт. Ова ми дојде на идеја од како ја слушнав мајка ми како прави муабет со нејзина братовчетка на телефон после 20 години. Значи 20 години немале контакт и сега преку Facebook се поврзуваат и си прават муабет за како биле деца и сите приказни и овој и оној, дали памтиш што се случи тогаш, дали памтиш што се случи тогаш. Значи, поврзате се со луѓето со кои што немате контакт одамна. Следна идеја е волонтерството. Онлайн волонтерство можете да правите во многу различни организации. Прашајте ги, ви треба ли некаква помош, што можам да направам јас, како да
како можам да допринесам. И на овој начин во суштина вас ви се отвара една цела група на луѓе кои што можете да ги запознаете, да работите заедно, да се социализирате и од овој период кога сте дома и имате слободно време, да излезе нешто позитивно. Ем да направите нешто за вашето општество со волонтирањето, ем да запознаете нови луѓе и нови контакти. Тука ова ќе го поврзам заедно со онлайн групите на одредени теми, каде што можете да запознаете нови луѓе со кои што делите некакви исти мислења или имате исти интереси, например ве интересираат книги или филмови или не знам, креативни дизајнери и така натака. На овој начин ќе стапите во контакт со луѓе со кои што во суштина имате многу што да направите муабет, затоа што ви интересираат истите работи. И последното нешто е социализација со самиот себе. Значи, ова е одличен момент кога можете да се запознаете самите себе си, да се спознаете што вие сакате, што не сакате, какви се вашите интереси, што ве интересира, кои ви се целите во животот и така натака. Направете муабет со самите себе си, запрашајте се себе си што ти сакаш да правиш во животот, на каде одиш ти, кои се твоите цели, кои се твоите размислувања. И на овој начин го градите својот карактер и ги градите својата визија за светот и за себе си. И тоа се моите предлози како можете да се социализирате. Имате ли вие некои ваши предлози? Можеби има нешто кое што и јас го немам се уште откриено, а вие сте го откриле, кажете, споделете и одберете барем една-две од овие работи и пробајте нешто ново, направете нешто поразлично, направете си го денот. Ајде се гледаме во наредно видео, чао!